Има во пролет, преотни годишни времиња, речиси и да немаме, светот се соочува со метеоролошки појави кои што се некарактеристични ниту за периодот на годината, ниту за областите каде што ги има. Што се случува со планетата Земја, тема на анализа со професорот по метеорологија на Природно-математичкиот факултет Владо Спиридонов. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, благодарам за поканата. Професоре, календарски е пролет, но температурите изминатиот период во ништо не ни навестува дека е најубавото годишно време. Треба ли да се навикнеме да живееме без пролет и есен? Па, едноставно може да кажам дека сезонските влијанија на времето навистина ја менуваат и сликата од година на година. Затоа што ако зборуваме за времето како поим, кажувам, тоа е еднозначна карактеристика на атмосферата во однос од температурите на воздухот, облачноста, врнежите. Тоа е статус на атмосферата во сегашно време, во актуелно време. Кога стана збор за климата, ние анализираме долгорочно, односно во еден подолг период, времето на една специфична географска област, или пак климатските промени, долгорочна режим на врнежи, температури и така во една област, во односот на трендот над како се менуваат тие параметри во еден подолг временски период во таа географска област. За да ние едноставно проникнеме во оние сезонски аспекти, зошто оваква, вие убаво го поставите прашањето, зошто оваква пролет, навистина треба да се анализираат одредени глобални показатели кои што се поврзани со глобалната атмосферска циркулација и океанска циркулација, одредени глобални образци на распределба на притисокот, сончевото зрачење, сончевиот циклус, исто така распределбата на притисокот на планетата, ширинскиот градиент и така натаму. Тоест да се наблюдува времето во една друга временска рамка, односно која што припаѓа во делот на климатските варијации, односно климатските колебања, како што умееме да кажеме. И сега сака малку да проговориме и за метеоролошките појави кои што ги имаме изминатиот период, кои што за многу области се некарактеристични, првпат доживеани и многу пати се дискутира зошто и од каде вакви екстремни појави во области каде што сме ги немале, од урагански ветрови до снегови каде што ги немало во одредени области кои што се топли краеви. Што се случува, професора? Па јас фактички го започнав образложувањето на вашето прашање, само да довршам дека тие климатски двигатели, односно тоа се климатски драйвери кои што на некој начин ни даваат информација каква ќе биде сезоната. Во случајот оваа пролет е многу попроменлива и постудена, што сега е невообичаено од аспект кога од овој ъгол кога гледаме, меѓутоа ако направиме сега еден историски поглед, имало и такви сезони кога имало осцилации и во текот на пролетте, па и во текот на летото, и во зимата и така натаму, тие циклуси се менуваат. Сега конкретно направена една одлична анализа која што сите гледачи ќе може да преземат од Македонската информативна агенција, Деновиве. Направена е конкретна анализа зошто се случува ваква една пролет, осцилаторна со студено време, се уште јас со шал дојдов и денеска. Едноставно, сакам да кажам дека може да се превземе анализата, меѓутоа она што упатува анализата на основа на овие климатски двигатели, индекси или климатски модови, и на основа на глобалните циркулациони и климатски модели, дека одредени индекси, во случајот ненаденото стратосферско загревање, како резултат на пореметувањето на поларниот вртлок, тоа е една циркулација со еден ладен воздух во областа на полот, која што оди горе до тропосферата и стратосферата, како што имаме бранови планетарни, односно бранови кои што се судруваат на обалата, така имаме и во атмосферата бранови, кои што се прекршуваат и се трансферираат, односно пренесуваат и хоризонтално и вертикално. Кога еден таков бран, планетарен, ќе удри вертикално горе во стратосферата, доаѓа од нагло загревање на стратосферата, за сметка на тоа се нарушува поларниот вртлок, овој центар со низок притисок околу половите, и на тој начин се пореметува патерн, односно обликот на циркулација на млазната струја, која што е тесен појас на струјење на силни ветрови на висина. Таа млазна струја, кога е нестабилна, осцилира и често носи продори на ладен воздух во делот на Европа, така да затоа имавме чести осцилации со продор на ладен воздух, промена, динамична атмосфера, ветровите и така. Накратко само ви дадов образложение
доаѓа лето, ќе очекуваме надпросечни температури, такви се и најавите. Последните испитувања на научниците велат дека и смртноста од горештините ќе продолжи да расте. И сега имаме нетипични метеоролошки појави, во летно време имаме надпросечни температури. Главната реторика која што се користи како објаснување зошто ова ни се случува се климатските промени. Многумина им не разбирајќи што точно тоа значи. Ајде сега да дефинираме. Дали за ова се виновни климатските промени? Да. Јас на почетокот во воведот на вашата емисија кажав за дефиниција за климатските промени. Ние се поврзуваме со климатските промени. Сега, например, кога заладува вака, кога е невообичаено ладен почетокот, ладна фаза на почетокот на пролета, тогаш на момент забораваме на климатските промени, ќе кажеме, какви климатски промени кога толку е ладно надвор и така. Не, напротив, климатските промени се присутни. Планетата значи е загреана за 1 степен, таа не е навикната да функционира односно климатскиот систем е пореметен и не е навикна да функционира на таква температура. Како исто и човечкиот организам не е навикна да функционира на температура на 37 степени, веднаш се чувствува непријатно. Исто е и со климатскиот систем. Во една таква околност, кога имаме таков пореметен климатски систем, како резултат на глобалното загревање, а сето тоа е резултат на неконтролираните емисии на стакленички гасови, пред се од фосилни горива, јаглен газ и нафта, во тој случај доаѓа до пореметување на тој климатски систем. Во таков еден климатски систем, кога имаме климатски промени, една од консеквенците, се кажам една, се и екстремните временски и климатски настани. И затоа имаме на планетата во одделни области зголемување на температурата, екстремна топлина и појава на топлотни бранови, посебно во урбаните области, оние големи градови имаме појава на топлотни острови и поголемо аерозагадување. Во други области имаме појава на суши. Во други области имаме појава на интензивни бури, грмотевични, тропски циклони и така, интензивирање на тие процеси, па имаме појава на поплави, силни ветрови, во одредени континентални умерени области имаме појава на град и така натаму. Сето тоа е поврзано со климатскиот систем, односно со овие климатски промени. Парискиот климатски договор е оној кој што треба да гарантира глобално ангажирање за да можеме да обезбедиме иднина. Но имате ли впечаток дека светот, па еве и Македонија, прави некакви конкретни напори во прилог на обезбедувањето иднина? Да. Нашата земја, значи, прави напори затоа што е вклучена во сите овие активности меѓународни, поврзани и со вклучувајќи го и со рамковниот договор за климатски промени, значи во рамките на рамковната конвенција за климатски промени, понатаму тој протокол е потпишан, таа конвенција е ратификувана во нашето собрание. Исто така и Парискиот договор е потпишан ратификуван во 2018 година. Значи нашата земја се обврзала согласно Парискиот договор, каде што значи се обврзуваме до 2050 година температурите да не преминат границата од 1,5 степени. Меѓутоа, тоа е навистина една мисија, сега колку е остварувачка, се зависи од капацитетот на земјите, развиеноста и така натаму, а тоа значи дека до 2030 треба да се намалат емисиите на стакленички гасови за 50%. Меѓутоа, јас не би сега детали од причина што Министерството за животна средина и просторно планирање навистина во рамките на своите активности и подготвува национални комуникации за климатски промени, во кои што учествуваат еминентни експерти од нашата земја, значи од факултетите, од министерствата, од другите ресори, од секторите, од локалната самоуправа, од владата, и во подготвена последната четврта национална комуникација за климатски промени во Македонија. И јас сега би било убаво еден експерт од оние што учествувале во таа комуникација, навистина компетентен експерт да дојде и да ги пренесе оние суштински работи, за да јас сега не мислам, сепак не сум бил вклучен во тоа. Меѓутоа, дека постои, дека нашата држава е ангажирана во тој сегмент, тоа е ќе ги повикаме и ќе побараме одговори. Оно што сакам да ве прашам, предавате метеорологија на Природно-математичкиот факултет, струка која што и тоа како е потребна во државата, но ако ги видиме податоците колку студираат, ќе сватиме дека е дефицитарна. Како и многу други струки.
На вистина, ситуацијата со некој ќе помисли сега зборуваме, јас сум обседнат со метеорологијата, затоа што континуирано, значи се занимавам со метеорологијата, со љубов и сето тоа ми е позив и така секојдневно сум опкружен. Меѓутоа, не само, секој си ја сака својата област и си ја брани својата област, односно смета дека е најважна. Но, искрено да кажам, со оглед на ова сето што го кажавме како вовет, живееме во време на климатски промени, на временски екстреми. Македонија е ранлива земја во тој поглед, со оглед на нашата економија. Така да во иднина, испоред овие сите показатели што се од извештаите, па и од меѓувладиниот панел за климатски промени, во иднина ќе се соочуваме со се повеќе појави на временски екстреми, кои што ќе имаат и поголем интензитет. Ќе има и појава на суши, и топлотни бранови зачестени и така натаму. Меѓутоа, во услови на климатски промени и загреаност на планетата за 1 степен, таа атмосфера може да задржи повеќе влага, значи до 7% повеќе влага. Кога имаме повеќе влага во приземниот атмосферски слој, значи ние го нарекуваме тропосфера, тогаш во летниот период, во умерените географски ширини, значи можни се поголеми и поинтензивни бурни грмотевични процеси, затоа што имаме гориво кое што едноставно во процесите на конвекција може да даде и какви интензивни процеси кои што може негативно да се одразат на целата инфраструктура и економија. Би сакала да ги прокоментираме и табелите информациите кои што вие ни ги дадовте во прилог на сето оно што го гледаат и гледачите ова утро. Да. Бидејќи главното прашање, вие што го посочивте во делот на потребата од метеорологија во Македонија, навистина состојбата во наредните 2 до 3 години ќе биде доведена до едно ниво, значи до еден праг во кој што навистина ќе се случи да во Македонија има активни само неколкумина метеоролози, дипломирани метеоролози кои ќе работат во нашата национална институција, значи Управата за хидрометеоролошки работи на аеродромот во Скопје. Со тоа што ќе се соочиме едноставно да нема која личност, односно кој експерт да известува за времето, зборувам за компетентно известување, стручно за времето и за... Како да ги мотивираме младите, професоре? Да. Има ли работа за метеоролозите во моментов? Апсолутно, јас би сакал да ги охрабрам сите оние млади кои што матуранти, идни матуранти, кои што не се одлучиле едноставно каде да го продолжат својот позив, навистина на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет има неколку програми. Едната е применета физика, другата е наставна физика, понатаму имаме геофизика, астрономија, имаме и медицинска физика, меѓу нив и метеорологија. Ги охрабрувам да се запишат затоа што имаме нова студиска програма во која метеорологијата се изучува уште од првата година, од првиот семестар, со интересни предмети, навистина поврзани со современ пристап во делот на теоретскиот концепт на изучувањето на метеорологијата, климатологијата и така натаму, исто така вклучување на современи алатки, модели и така натаму и така натаму. Ова што го спомнавте е вовет и во последното прашање за кое сакам да продискутираме, алатките. Креиравте и вие алатки кои што во голема мера можат да им помогнат не само на вашите студенти, туку и на сите нас да следиме какво време не очекува, па и да се подготвиме за истото. Последната бура, се сеќавам кога беше во главниот град, со големи штети, вие први меѓу првите ја најавивте. За Скопската бура. Да, за Скопската бура, мислите во поодамнешен период кога беше? Ова последната пред неколку месеци. Сеќавам дека и разговаравме на телефон и ве вклучивме во Македонија наутро. Да, навистина даваме допринос во развојот на софистицирани методи, иако во светот постојат да се разбереме такви центри кои што се принудени да развиваат најсофистицирани модели и методи за детекција на такви временски, на такви атмосферски системи, кои што предизвикуваат и такви негативни последици по инфраструктурата, по луѓето, дури загрозуваат и човечки животи. Алатката е доста досетлива, морам да кажам, оригинална и единствена од таков модел, значи во светот. Затоа што таа е тестирана не само во овој регион, тестирана е и на целата планета во односот на предвидувањето на за нота. Зборуваме за таа алатка за детекција на атмосферски системи поврзани со времен, со бури, со интензивни
поројни врнежи, појава на град, интензивни ветрови и така натаму, конвективни процеси, грмотевични и тестирана е, реков, и за тропски циклони. И навистина во многу ситуации се покажа успешна. Јас не го кажам ова дека се покажа успешна само вербално, напротив, постои и научни трудови, објавени. Едниот од трудовите, значи, веќе има 26.000 прегледи за година и пол, и значи, журналот во кој што е објавен нашиот труд со колегите кои што учествуваат, веќе има импакт фактор од 2,3 на 6,3, значи импакт фактор, значи читаност, односно цитирање на самиот труд, што значи дека алатката е забележана и мислам дека има перспектива истата да ја користат граѓаните. Таа ја користат сите, навистина даваат позитивни комплименти. Секој што е заинтересиран може сега да следи на Facebook, меѓутоа во соработка со Финки наскоро очекуваме и веќе очекуваме конечно таа мобилна апликација и веб страна за да бидеме навистина уште попрецизни. Бурите ќе ги има, екстремните метеоролошки појави ќе ги има, но добро е и ние благодарение на овие алатки да бидеме подготвени за истите. Па секако, значи, сега јас тука би сакал да кажам дека во нашата држава, значи, постојат институции организирани од кризниот штаб до Националниот сервис за метеорологија, понатаму Агенција за заштита од спасување, Центар за управување со кризи. Сето тоа е, значи, организиран еден систем за следење на времето, на климата, на водите, за најава на временски непогоди согласно закон. Меѓутоа, ова е еден научен аспект на гледање, односно алатка која што може да ја користат како консултативна во рамките на оперативните прогнози за времето и така натаму, и никој не е обврзувачка алатка, меѓутоа сепак ако дава резултати, навистина зошто не би се користела и за граѓаните воопшто и во однос на институциите. Добре дојдена. Благодарам професор за гостувањето во Македонија наутро, за анализата и за тоа што ни појаснивте што всушност ни се случува со планетата Земја и на што треба да бидеме подготвени. И јас ви благодарам секогаш со задоволство во МТВ, меѓутоа колку дозволуваше времето, се обидовме да сублимираме она што е најзначајно. Благодарам уште еднаш.